Почитувани, добар ден. Го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е министерот за информатичко општество и администрација, господинот Иво Ивановски. Господин Ивановски, што точно ќе биде опфатено во предпристапниот диалог на владата со Европската унија од аспект на реформи во јавната администрација? Од аспект на администрацијата имаме неколку теми. Пред се анализа на постачката легислатива, Закон за државни службеници, Закон за јавни службеници, за функционалност на тоа и потребата за измена на тие легислативи или посебно донесување на нов закон. Втора тема на која што се дискутира е Закон за општа управна постапка. Сигма неколку состаноци инсистира да се направи анализа на Закон за општа управна постапка, да види дали е потребно измена, дали е потребно донесување нов закон. И тоа ние веќе веднаш го направивме и донесовме одлука на влада дека ќе се оди со нов закон за општа управна постапка, каде што во наредните неколку недели ќе формираме на работна група, правим кој што ќе направи акционен план, а во тој акционен план ќе бидат поканети и локални експерти и странски експерти за да креираме нов квалитетен закон за општа управна постапка. Како трета тема која што ќе биде опфатена е вработувањата по капет програмата, по рамковен договор и вработувањата од аспект на работни места по заслуги. Тие се неколку теми кои што се опфатени во високиот диалог од поглавието на администрацијата. Тоа е околу легислативата, но една од мерките кои што до септември треба да се спроведат, тоа е подобрување на управувањето со човекови ресурси во администрацијата. Според последните информации објавени во делот медиумите, веќе има вишок во делот администрацијата од вработени. Што ќе биде со тие луѓе? Ние донесовме и измени на законите за државни службеници и јавни службеници, кај што се возможува мобилност. Мобилност од аспект на доколку во некоја институција се утврди суфицит, поголем број на вработени што е неопходно во тој момент, тогаш да можат двата функционери да склучат договор од институција каде што има дефицит, за да се превземи тој вработен. Таа институција што идентификувала некој работно место дека е суфицит, нема да има можност да го пополни тоа, да не испадне дека овој систем направен за да има некакво чистење. Напротив, тој што ќе каже дека ова место е од повеќе, тоа место нема повеќе никош да се пополни, барем не во период кој што доаѓа. И да се балансира бројот на вработени по институциите. Сепак постојат институции кои што се ново формирани, институции кои имаат повеќе ингеренции, а од друга страна има институции кои што им се намалени ингеренциите и не им е потребен целиот персонал кој што го имаат, а за да им се излезе во пресрет на тие вработени во администрацијата, да им се даде нова можност во друга институција. Каква е опасноста од злоупотребата на оваа мерка, условно кажано чисткање на неподобни кадри во администрацијата? Само да ве информирам дека тоа чистење е многу лош термин, да не испадне дека идејата беше тоа за еден да биде превзет од една институција во друга институција, ако се оди без негова согласност, тогаш треба менаџерот на таа институција да се нафати. Значи, тој ќе му направи интервју. Ако тој процени дека тој не е погоден, тој нема да го превземе во неговата институција. Тука не е задолжително, не е морално. Ова е опција за да се воведе и модерен систем на мобилност во државата. Не е пропишено со закон дека кога ќе се идентификува некој лице дека е суфицит, задолжително мора да оди во другата институција. Не, ќе му се дадат повеќе опции. Како, например, доколку не може да се преквалификува за друга работа, што ќе се случи со него? Ќе си остане каде што е, нема никош да биде избркан. Без разлика, иако е вишок? Апсолутно. Во моментов не се планира да се избрка со овој закон или да биде отпуштен од работа. Но тоа значи дека тие понатака ќе останат како вишок и ќе бидат натовар на буџетот. Значи да појасниме на работа. Тоа што во таа институција идентификувано лицето или работното место како вишок, тоа значи дека ние сега се трудиме да најдеме соодветно место. Тој може би во овој момент нема да се најде соодветно место, но ќе излезе друга институција која што ќе бара таков персонал и ќе ја предложиме за тој персонал. Кои се резултатите од процесот на пребројување на администрацијата?
Тука имавме проблеми што Уставниот суд донесе неколку одлуки, каде што првен беше здравството, па културата, па јавни предпријатија формирани од општините, јавни предпријатија формирани од градот Скопје, дека треба да се избришат од регистарот за јавни службеници. Во државна администрација работат 14.800 вработени, а во јавна администрација, откако Уставен суд ги укина тие гранки кои што претходно ги спомнав, остана мал број, тоа е околу 10.700. Инаку, за воля на вистината, бројката претходно изнесуваше 118.000. Значи, целата бројка на вработени во администрацијата е 118.000. Но, да појаснам, бидејќи законот со кој што за јавни службеници опфаќа сега многу мал број институции, од 903 опфаќа само 161. За тие 161 јас имам законска обврска да изведам детална статистика, како што е објавено на порталот на Министерството за информатичка администрација. За останатите немам законска обврска и не ни можам да кажам детално која е застапеноста, колку се етнички, кои се полова и други статистики кои што се во Законот за државни службеници. Една од најчестите забелешки на Европската Унија во незините извештаи за мониторирање на напредокот на Македонија е токму јавната администрација. Тоа се провлекува со години, незината партизираност, злоупотреба на рамковното вработување, злоупотреба на мерката привремено вработување на луѓе во администрацијата, потоа законски измени кои не овозможуваат стратешки решенија. Како ќе се подобри сликата на јавната администрација до следниот извештај на Европската Унија? Како што и одговорив и на вашето прво прашање, со измените кои што ги предлагаме на високиот диалог на работната група и специјалната работна група, измените во Закон за администрација, Закон за општа управна постапка, начинот на вработување, мислам дека тоа ќе биде доволен доказ до Европската комисија дека сериозно работиме на оваа тема, затоа што и ние цениме дека има недостатоци во системот и како што и во минатото сме реагирале, така и сега реагираме тоа да се подобри за добробитот на граѓаните на Република Македонија. Каков е моменталниот статус со PayPal, со оглед на тоа што последната информација беше дека во првиот квартал на оваа година Македонија ќе биде вклучена во нивниот систем? Само ние со PayPal сме во постојана комуникација, се уште останува на тоа дека Македонија е во приоритетната листа. Сега ќе видиме точно кога ќе биде, затоа што во изминатиот период има промена на извршниот директор за Југоисточна Европа. Моментално е еден господин од Италија, кој што е, тоа ние веќе имавме неколку комуникации, да очекуваме дека што е можно побрзо тоа ќе направи. Од аспект на наша страна, легислативата е потполно изменета, Народна банка ги измени своите правилници кои што требаше да ги измени и очекуваме доколку одлучи PayPal утре да влезе, утре може да функционира во Република Македонија. Кој е вашиот став за меѓународниот договор АКТА? Да, ние го следиме оно што се случува во светот за АКТА. Регулативата која што е 9546 одека за таа директива за заштита на лични податоци, до крајот на наредната година Дирекцијата за заштита на лични податоци во Република Македонија заедно со неколку институции ќе направат во регулатива, значи се добие една посериозна алатка. Исто тука и Конвенцијата за заштита на поединци, тоа е 108. Се надеваме дека во период кој што ќе следи активно ќе се вклучат сите чинители во јавната расправа, која што ќе биде отворена за сите граѓани да се дискутира. АКТА, како што можеме да видиме, има и предности, има и слабости, но тоа го следиме ние, се надеваме дека нашата регулатива која што ќе биде донесена крајот на наредната година ќе биде подобро од они другите. Дали тоа значи дека доколку се донесе таква регулатива во Европската Унија, Македонија бланко ќе го поддржи тоа и ќе примени таквата регулатива? Ние досега не сме ги поддржале сите регулативи бланко. Се додека не влеземе во Европската Унија, постојат регулативи кои што ние сме ги донеле во интерес на граѓаните на Република Македонија, како што одговара за нас во оваа ситуација, а кога ќе влеземе во големото семејство, ќе ги прилагодиме и нашите легислативи според она што го бара Европската Унија. Ви благодарам за разговорот. Благодарам и вас. Ви благодарам и вам гледачи што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Пријатно.